Навистина, многу ми е чудно, не сум изненаден, но чудно ми е како претходниве два амандмани, односно расправата по тие два амандмани, владеачката ВМРО ДПМН и опозицијската СДСМ практично се караа кој повеќе пари има обезбедено и ќе обезбеди закупување на оружје од САД за НАТО интеграцијата, додека во исто време можеме да забележиме дека во предлог буџетот токму ставката која што се однесува за изградба и реконструкција на објекти и инфраструктура во АРМ е значително скратена, а тоа, почитувани граѓани, почитувана јавност, се сите оние активности со кои што треба да се подобрат условите во кои што на работа екзистираат војниците на Република Македонија. Ние имаме случаи во минатото каде што во јаслите на една од касарните на АРМ сите фатија шуга. Имаме секојдневно жалење, дури случаи на труење при мензите во касарните. Имаме една многу нелогична ситуација каде што армијата храната за своите војници ја обезбедува преку ангажирање на храна од надвор. Имаме ситуација каде што нивните канцелари, нивните објекти во кои што екзистираат, тренинг центри се тотално запуштени. И со предлог ребалансот средствата токму во оваа ставка во подпрограмата 5Б се скратени. Затоа јас со овој амандман предвидувам враќање не на целата сумата која што е скратена, но од прилика 2 милиони евра да се предвидат токму во таа подпрограма за санација на сите овие објекти во кои што функционира армијата на Република Македонија, за во иднина да немаме појави на труење од храна, појави на шуга во касарните. Имено, колеги, не е одбраната само подготовка со машини и оружја, како што ги нарекувате вие во програмите. Се работат за оклопни возила кои што ги набавуваат од САД по цена 3 пати повисока од она што би била на пазарот. И практично Македонија, доека нема за шелтери за лицата од семејно насилство, издвојува дури 4%, а се стреми кон 5% од бруто домашниот производ, за замислете да се купи оружје од САД за потребите на НАТО интеграцијата на нашата армија. Знаеме зошто служи ова оружје, практично за учество во туги војни. Затоа, колеги, и почитувани представници на владата, мене жал ми е што министерката ја нема тука, па заменик министерот е тука ладнокрвно да ги одбие сите амандмани без суштински образложенија. Имено, ве молам да одвоиме средства, барем дел од средствата кои што се ги предвиделе да се скратат во оваа програма, да се вратат и прво да ги реновираме објектите во кои што нашите војници јадат, пијат, спијат, одмараат, вежбаат, па потоа да набавувате оружје со кое што таму некој третокласен генерал од воениот комплекс на САД кешира пари. Благодарам.